Стартуваше па набргу се прекина активностите, бидејќи банкротираа и фирмата и банката од Азербеџан, кои требаше да ја доизградат канализационата мрежа од селото Зајас па се до градот Кичево, поточно до селото Другово. Од тогаш се е оставено на половина, а парите одобрени за проектот стојат замрзнати, вели новиот градоначелник на општината, според кој постојат голем број дилеми околу самиот проект. Проблемот е многу сложен, бидејќи тоа е замислена како еден регионален, општински колекторски систем кој ќе ги зафаќа сите отпадни води, сите фекални води и тие преку колектори ќе се слеваат во една единствена пречистителна станица која изградена и е во функција. Меѓутоа, за жал, проектот кога бил отпочнат, доделени биле 19 милиони евра, од кои се искористени околу 3 милиони и нешто. Проектот го работела фирма од Азербеџан која пропаднала. Побарав дали се активирала банкарска гаранција од тука, бидејќи тоа е законски да се направи. Банкарска гаранција не можеле да активираат бидејќи пропаднала и банката. И јас сум челиот во прашалници сега што се случувало. Сега главната кочница не се парите, туку правниот вакуум. 15 милиони евра се резервирани за тој специфичен проект и не смеат да се трошат за друго, но не можат ниту да се префрлат на нова фирма додека не се раскине стариот договор на правно издржан начин, за да не се соочи државата со тужби. Министерство за животна средина, кога увидело што се случува, ги замрзнало остатокот од парите, мислам 15 милиони евра и нешто се таму. Два пати бев во Министерство за животна средина конкретно по овој проблем. Тие се отворени да не излезат во пресред, меѓутоа парите се замрзнати на наменска сметка, која е за оваа работа. Инсистирам што побрзо да се реши тој проблем, бидејќи не знаев колку е комплексен. Мислев дека ние со општински средства ќе пристапиме и веднаш ќе го решиме проблемот и со Другово и со Зајас, меѓутоа проблемот е комплексен од поглед на самиот проект и од поглед на финансирање. Според дел од правниците со кои разговаравме, за да се реши проблемот, Министерството за животна средина мора да направи ревизија на досега сработеното, односно за што се потрошени тие 3 милиони евра, да подготви нова тендерска документација за преостанатите 15 милиони евра, да избере нов изведувач кој ќе ги преземе ископаните и оставени канали кои во меѓувреме можеби и се оштетиле од атмосферските влијанија. Инаку доцнењето на проектот предизвикува сериозни проблеми, загадување на подземните води, бидејќи домаќинствата во Зајас и Другово се уште користат септички јами кои не се соодветно изградени. Без овој колектор, практично голем дел од отпадните води завршуваат во сливните подрачја на реката Треска, што влијае на екосистемот низ цела Западна Македонија.